Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата e-училница. Денешното видео е наменето за учениците од второ оделение по предметот Општество. Јас сум Марија Бековска, наставник од Основното училиште Ѓорѓе Апулевски, Скопје. Еве неколку насоки за почеток. Земете тетрадка и прибор за работа. По потреба, видеото може да го стопирате. Ако нешто не ви е јасно, повторно да го вратите. Во текот на часот ќе добиете прашања и задачи кои што треба да се обидете да ги решите. А на крај ќе имате и прашања кои што треба да ги препишете во тетрадката и да ги одговорите. Денес ќе зборуваме за безбедно движење на улица, пат и место за игра. Секојдневните гужви и сообраќајниот метеж во близина на училиштата се наше секојдневие. Секојдневно сме изложени на потенцијални ризици и опасности кои што ја загрозуваат нашата безбедност. Треба сите ние да почнеме да ги менуваме навиките и културата на однесување во сообраќајот. Да почнеме од себе за да придонесеме за безбедност на сите учесници во сообраќајот. Што ќе научиме денес? Денес на овој видео час ќе се обидеме да ги научиме најважните правила и прописи во сообраќајот. Ќе се запознаеме и со ризикот и опасностите со кои секојдневно сме изложени во сообраќајот. На овој час ќе се обидеме да дознаеме и нешто повеќе за пешаци, тротоари, пешачки премини, крстосница, сообраќаен полицаец, заштитна опрема за велосипедисти, учесници во сообраќајот и одговорно однесување во сообраќајот. Што уште ќе научиме денес? Каде и како можеме безбедно да поминеме на улица, крстосница, пешачки премин, семафор, каде е безбедно да се пешачи? Основни правила и прописи во сообраќајот, безбедно место за игра и кој е најкраткиот пат до училиште и назад. Имате 10 секунди да размислите и да одговорите на прашањето. Од што се состои сообраќајот? Еве го и првиот одговор. Улици, тротоари, пешачки премини, раскрсници, сообраќајни знаци, семафори, камиони, автобуси, автомобили, моторцикли, велосипеди, пешаци. Ние учениците сме најбројни учесници во сообраќајот и треба да се движиме по точно утврдени пешачки правила. Како што ги почитуваме правилата во нашето училиште, исто така и во сообраќајот постојат правила кои треба да ги почитуваме. Ние сме пешаци и активни учесници во сообраќајот. Затоа треба да бидеме културни, да бидеме толерантни и трпеливи и одговорни учесници во сообраќајот. Пешакот е должен да ја помине улицата на пешачки премин, откако ќе се увери дека е можно да го направи тоа без да го загрози безбедното одвивање на сообраќајот. Во дадениот пример имаме еден ученик кој што сака да ја помине улицата. Погледни прво лево, потоа погледот сврти го на десно, па повторно на лево, да се увериш дека нема автомобили и можеш слободно да ја поминеш улицата. Не поминувај улица на необележани места и секогаш избери го најбезбедниот пат да ја
преминеш улицата на другата страна. Но за жал, ние секојдневно можеме да видиме примери и непочитување на сообраќајните правила и прописи. Како пешаци поминуваат на црвено светло од семафорот, надвор од пешачкиот премин, се движат помеѓу возила кои се во движење, како се движат меѓу две коловозни ленти, но и такви кои воопшто не ги следат случувањата околу нив поради тоа што нивниот поглед е вперен во телефонот пред нив или слушалките со кои не се слушаат никакви други предупредувачки знаци и звуци околу нив. Некои пак пешаци ја претрчуваат улицата и се нетрпеливи додека се уклучи зеленото светло на семафорот. Има и такви кои разговараат на пешачки премин кога ќе се сретнат. Други пак прескокнуваат огради, жардинјери и така натаму. Биди позитивен пример на твоите другарчиња со тоа што секојдневно ќе ги почитуваш правилата. А еве некои правила за безбедно движење на пешаците. Во сообраќајот возилата се движат на улица, коловоз, а пешаците на тротоар. Движи се секогаш од десната страна на тротоарот. Никогаш не се движи по работ на тротоарот. Не се туркај со другите пешаци. Ако нема тротоар, движи се на левата страна од улицата во пресред на возилата. Движи се внимателно и многу предпазливо. На што треба да внимаваме? Како пешаци да ја поминуваме улицата само на пешачки премин. Тоа се белите линии кои ја поврзуваат улицата од едниот до другиот крај. Личи на шарата на зебра, па затоа сите ја нарекуваат зебра. Преминувај улица само на пешачки премин, не поминувај додека не го догледаш вклучено зеленото светло од семафорот. Ако нема семафор, погледни лево, па десно и потоа помини и никогаш немој да истрчуваш затоа што тоа е многу опасно. На раскрсници обрни внимание на зеленото светло од семафорот или на движењата со рацете на сообраќајниот полицаец за слободно да можеш да ја поминеш улицата. Како да се однесуваме кога сакаме да поминеме улица, семафорот не работи, а сообраќајот го регулира сообраќајниот полицаец. Тогаш сите учесници во сообраќајот треба да ги почитуваат знаците кои ги дава сообраќаецот со помош на рацете, телото и со помош на свирче. Кога раката на полицаецот е подигната нагоре со отворена дланка кон лево, тоа значи задолжително застанување на сите возила, како и забрана за поминување на пешаците. Ти треба да почекаш наредниот знак што ќе го даде сообраќаецот. Доколку сообраќаецот е завртен со грб или гради кон тебе, тоа значи црвено светло. Не смееш да поминеш. Кога сообраќаецот ќе се сврти на страна, тогаш ти можеш слободно да поминеш на пешачкиот премин. Ако патот до училиште ви е далеку и имате потреба да се возите со автобус, тогаш однесувајте се правилно според правилникот во автобусот. Не му го одземајте вниманието на возачот. Не се туркајте. Не правете бука, галама.
Не ги менувајте местата на седење. Не се наслонувајте на вратите. Качете се само кога автобусот не е во движење. Никогаш не претрчувајте зад него. Влегувајте секогаш и само од предната врата. И секако одстапете место на постарите. На втората слика доле забележуваме две дечиња кои што се возат во автомобил. Децата во автомобил седат позади на задните седишта со задолжително врзување појас на седиштата. Од автомобил секогаш излегуваме од задната страна, таа што е поблизу до тротоарот или патеката. Кога си на велосипед или возиш друго детско возило, ролери, тротинет, во секој миг мораш да внимаваш на сите случувања на патот. Тогаш не смееш да носиш слушалки, да гледаш во телефон и слично, бидејќи тогаш е намалено твоето внимание. Мислите ти се насочени на друго место, а не на сообраќајот околу тебе. И тоа може да доведе до негативни последици. Така ќе може да се повредиш самиот себе, но и другите околу тебе. Колку што е важно правилото како се однесуваш во сообраќајот, исто така важно е и да ги почитуваш останатите учесници во сообраќајот. Секогаш носи заштитен шлем, штитници за лакт, колена. Вози по десниот рап од велосипедската патека. Кога сте во група, возете еден зад друг. Пред да возиш, провери ја исправноста на велосипедот. И облечи светла облека и облека која што не се лизга. Особено е опасно кога е темно, а вие сте на улица, каде што нема улично осветлување. Во таа ситуација треба да имате батериска лампа или рефлектирачки знаци, обележја за вашата облека или ранец и на тој начин да покажете дека сте активни учесници во сообраќајот. Тогаш возачите ќе ве забележат. И да не заборавите, движете се секогаш на левата страна од улицата. Имате 10 секунди да ја разгледате илустрацијата и да одговорите кое е безбедно место за игра. Ајде. Така е. Добре проценивте. На првата слика децата се насмеани, среќни и безбедно си играат во паркот, додека на втората слика играта на децата не е безбедна и е многу опасна. Тие ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот на сите учесници. Играта на тротоарот е многу опасна. Никогаш не играј со топка на тротоар. Топката може лесно да скокне на улица и тогај твојот живот е во опасност. Не само твојот, туку и животот на другите учесници во сообраќајот е во опасност. Често пати вашата игра е меѓу паркираните возила. Занесени во играта се бркате и туркате меѓу себе и излетувате на улица. Никогаш не играј со топка на тротоар. Не играј на паркинг меѓу возилата. Твоето незнаење и непочитување загрозува и други животи. Имај сообраќајна култура и научи ги правилата. Што научивме денес? Кога одиме во училиште, да користиме безбедни пешачки патеки. Секогаш да се движиме по тротоар.
Кога треба да ја поминеме улицата, секогаш преминуваме на обележан пешачки премин. Погледнуваме лево, десно, па повторно лево, десно и откако ќе се увериме дека е безбедно, тогаш поминуваме на зелено за пешаци. Никогаш не претрчуваме. Во урбана средина треба да се движиме по тротоар или патека за пешаци. Доколку ја нема, тогаш се движиме по левата страна на улицата, за да бидеме видливи на возачите кои што ни доаѓаат во пресред. Друго што научивме? Научивме безбедно да се движиме на улица и пат. Да не го избираме најкусиот пат, туку најбезбедниот пат. Одговорно да се однесуваме во сообраќајот. Сообраќајните правила за безбедно учество во сообраќајот, научивме нови поими и правила и научивме каде е безбедно место за нашата игра. Ова се прашањата кои што треба да ги препишете во вашите тетрадки, а потоа и да ги одговорите. Ова значи дека сме при крај со нашето денешно дружење, но пред да завршиме, сакам на сите вас да ви се заблагодарам на соработката и на вниманието на денешниот час. И на крај да слушнеме една песна која што треба да ја научите и при следното наше видување сите заедно да ја запееме. До видување, до следното видување.